добро и Македонија треба да направи све да влезе тамо, али не како нели така зомби народ, него достоинствено. И тоа треба да се работи. И ако ние сега се повлечеме вториот протокол, ќе има жестоки критики, 3, 4, 5, дека биде месец дена, ќе си легнат на брашно и ние ќе почнеме од почеток. Ќе почнеме и ќе бараме со Брисел третман како и на секоја друга кандидатка. Сега тие не третираат како да сме ние некои измислени, некои, велам, тука случајно најдени, а не фактор некој, не држава, кој се респектира. Така да, ние самите се доведоме во ситуација да си играат мајтер со нас и тоа мора да се надмине само со наши одлучни чекори и со една длабока посветеност која бара храбри и радикални одговори. Председателката ја оценувате како доди на прав пат? Прави грешки, мислам и таа е добронамерна, мислам во основата на нејзината политичка филозофија е исправна, меѓутоа прави се среќава со Румен Радев, се среќава тамо Ереван Кали беа, разбирате, а тој не плука цело време. Не се прави така. Без знаме. Да, знамето беше, ја не се согласувам со тоа. Тоа беше наша грешка. Тоа беше наша грешка. Тоа покај да се сликаа тамо и после се направи такво. Дали беше тоа дипломатска финта, што ние не бевме ни до толку спремни дипломатски за да видиме што сака. Нашите не разбра ситуацијата и добро што ги нападна бугарите, иначе не бевме во право тој случај. Стварно? Не бевме во право. Тој према што објавија и рекол дојди да се сликаме во мојот кабинет. И само му не изгубил, а они кај што беа тамо седе имаше македонско знаме. Значи, во мојот кабинет не држи на неговиот кабинет македонско знаме. Па може би треба да процени да се сликаат каде што било македонското знаме. Она не може да не прифати и така натака, али тука треба да има протокол кој ги знае тие работи. Ние немаме такви луѓе. Знаете, дипломатијата е занает. И тој 1000 годише. Знаете како не сметате дека е премлад човекот што е оставен за министер за дипломатија? Видите, не мора да биде премлад, ако не може да знае све. Треба да земе советници и треба да земе, например, странци. Апсолутно на Македонија од самиот почеток и фалат странци кои ќе советуваат, посебно на дворешно и дипломатски план. Во Охридскиот договор кој се преговараше, разбирате, рамковен договор, албанците имаа странци. Нашите Фрчко и Владо Поповски знаева све, поготово Фрчко беше така гениалец, тој све знае, и на крај упропастија Македонија. Сакам да запрашам, имам прашање, стално имам прашање од нашите гледачи, па така имам и сега ќе се одважам да ви го прочитам. Ако нема проблем. Русија ни честита за денот на Свети Кирил и Методи, каде во нивната честитка гласи се словенските просветители, но во исто време руската амбасада во Бугарија им честита на бугарите со бугарските просветители. Каква е ова политика на Русија спрема нас? Дали имаме една политика према нас ни риба ни девојка? Видите, прво, нашиот однос кон Русија е катастрофален, погрешен. Ние цело време се фалиме што имаме комплетна усогласеност со надворешната политика на Европската Унија. Европската Унија нас не смета како да сме уљези, како да сме некои заскитани недобронамерници или забегани, разбирате. А ние се фалиме. Што добиваме тоа? Ништо не добиваме. Тоа е прво. Второ, мене лично предходниот патриарх руски Алексий II ми рече Кирил и Методи се македонци. Вие треба да ги славите, а вие не ги славите, ги слави Бугарија. Факт. После тоа покренав иницијатива и се, и Бучковски беше тогаш премиер, и после година-две го прогласиме за национален празник. Предходно не беше. Во Бугарија одавна е. Тој ми го рече. Путин изјави пред некое време. Кирил и Методи, писменоста наша дојде од Македонија, од македонците Кирил и Методи. Да, ова име најново сега. Чекајте. Значи, во оваа ситуација, кога ние санкции правиме на Русија, така, санкции. По тие да речат дека македонци не постојат, јас први би рекол алал да им велам. Ти не на Русија да ја покажува санкции, што покажува дека не нешто правиш, разбирате. Воздржи се. Поготово што е од Европа немаш ништо. Што е возвратот од Европа што ние први се викаме дека Русија ја прогласиме како Русија не е агресор во Украина. И затоа ќе сам
Трамп рече дека вината за војната е во Украина. Ето апсолутно точно е, разбирате. Па го караше Значи- како мало дете на... Значи, ова и друг ме, јас не знам што тачно кај им честиташе руската амбасада во Софија, не знам што точно. Таму пишуваше Меѓутоа- бугарските просветители. Ама видите, тие бугарската држава има официјален став, официјална политика, официјално прогласено дека тие се бугарски просветители. Ако сум јас амбасадор тамо, не можам да го игнорирам тоа. Така да, ова не ги оправдуваме јас, русите, тоа нека се бранат тие сами. Али велам, во Бугарија и нашиве, да не шам идиоти, од комисијата, разговараа за Кирил и Методи, а во Бугарија се тие државен празник и тие се прогласени како бугарски просветители. Па што ги разговараш ти со тоа? Разбирате? Или претходниот председател отиде во Рим заедно со, и тој го возеше со авион на еден, велам, не знам, навредлив начин. Што славиш заедно кога они и го ги бъдат прогласено дека се бугарци? Значи ти ќе бодиш со него, значи ги славиш како бугарски просветители. Ние не сме ги прогласили како македонски. Ние велиме се словенски. Да. Што е исправно. И ти одиш со нив да ги чествуваш, а тие велат дека се бугарски. Значи ти е прифаќаш нивната теза. Разбира. Тоа се такви грешки, крупни, дипломатски, што не служат на чест, него се срамни, разбирате. Срамни се тие грешки. Така да, велам, Руската Федерација према Македонија едини вела дека не спорат дека се ние македонци, никогаш не спореле, разбирате? Како си поминавте вие таму? Видите, прво Македонија нема никаква политика према Руската Федерација, никаква политика нема. Ништо не ти знае. Добро, вие исто така спомнавте и према Албанија дека немаме. Каде ние према кого имаме политика? Меѓу себе да се караме, да се извадиме очите меѓу себе. Тука имаме До толку е работа. Па до толку е работа. Па гледайте секој ден што се случува. Да Ова не е трагично. Македонија има само политичките партии главен став им е да цркне козата на комшијата, да пропадне опозицијата, ако опозицијата да пропадне позицијата. Тоа. Добро, дали ни е потребна трета партија? Да се јави трета партија, например, што ќе го врати името, например, што ќе направи нешто македонско. Па видите, на крајот веројатно на тоа ќе се сведе, зашто Имаме шанса. јас не верувам дека на тоа ќе мора да се сведе, бидејќи како што гледаме опозицијата е изгубена и дај Боже да згасни што поскоро, бидејќи тие направи такви штети напред на Македонија што се историски непоправливи. Власта сегашна, велам, мислам дека нема капацитет да преземе радикални промени, се плашам, дај Боже да има, дај Боже да грешам, ќе бидем пресреќен да грешам. Мислам дека не се спремни затоа што меѓународниот фактор им диши во врат и им вели немојде да помислувате такви работи, а тие па ги слушаат, разбирате, и ќе се вртиме во еден магиерсан круг и ќе одиме продолу. Така да, дали постои простор, мислам дека таа поделеност меѓу двете партии, меѓу левицата и десницата е толку длабока, толку широка да објективно нема простор за некој трет. Ако пропаднат овие сегашната опозиција СДСМ, ако пропаднат, дај Боже да пропаднат, тогаш ако се знам развие во една политичка сила која ќе има, овој Димитриевски Максим ветува одлучност и поголема. Секој ветува, но дали вие мислите, бе? Не можам да тврдам, али овие две сили Не моментално... мора Максим, дали има некоја партија друга, например, според вас? Тешко. Нема простор за такво нешто, разбирате. Левица, велам, на еден или друг начин се девалвира самата себе си, не покажа една конзистентност, една ширина, една длабочина која ќе можеше да отидоа на гробот на еден роđа, мислам, тоа е таква глупост, покажува дека толку подалеку од носот не гледаат, разбирате. Така да, велам, не знам дали би требало сегашнава власт, која има широка подршка кај народот, и мислам тоа ќе се покаже на овие избори кои следуваат локалните, мислам дека нема друг избор, нема друга шанса, осим да се го откаже вториот протокол. Нема излез од тунелот без да откаже вториот протокол. Друго нема. Русија Украина војната, што е работата? Зошто се случи војна меѓу тие две братски држави до тогаш?
Според вие сте биле во Русија, што е работа? Вие од прва рака можете да ни кажете што е работа, зошто се случи? Видите, прво да расчистиме една работа. Факт е дека во 2001 година нам ни помогна украинците. Да. Ни дадоа авиони, дојдоа пилоти и велам, јас се обидував да го откријам тоа во Москва, дали беше тоа во договор со Москва и во соработка со Москва. Лично предпоставам дека украинците не би го направиле тоа, да нема зелено светло или договор со Москва, али потврда не најдов. Вие мислите дека Русија им наложила на Украина Не им да наложува, помош? видите, не се наложува тоа. Па ако сакале самите ќе ни даде помош. Али видите, во Не ситуација... држи вода тоа. Не држи вода. Видите, Руската федерација беше и во многу што е светска суперсила. Тако би се замешала во војната во Македонија, а од друга страна ја води Америка, тоа е американско-руска конфронтација. Така да Русија не можеше да се влезе, затоа што е Америка тука. Војната во 2001 година водеше Америка, тоа да бидеме јасни, тоа не е спорно. Терористите на Учака доаѓаа са бајле од Косово, влегува во Македонија, правеа зулум тука, вече да се враќа на Косово. А Косово имаше 50.000 НАТО војници. Птица да полеташе, Косово НАТО војниците ја регистрираа. А 2000 војници наоружани под полна спрема со транспортни средства дојдат во Македонија не знаева, па да не бидеме наивни. Така да Русија не можеше да влезе, али велам јас не едов потврда директна дека го избегнува тој разговор. Никош не ми го прифатија, веројатно не разговарав ни со правите луѓе. Меѓутоа, од Украина, денешна Украина не е тоа. Ова е западна Украина, која е прозападна и која е секојаш со Европа и со Америка. Нас ни помогна источна Украина. Тоа беше Јакуповиќ, тоа беа луѓе кои беа за добри односи со Русија, кои соработуваа со Русија, разбирате, ни после тоа со директен, како што го сменија со државен удар Груевски го сменија и Јанукиевиќ. Дали војната настана заради тоа што Украина сакала да стане дел од Чекайте, да. Значи, тоа е првиот дел. Ние да не бидеме некако, да речам, романтични во однос на Украина. Не, чисто поставуваме тези. Денешнава Украина никогаш немаше да ни помогне нас, ќе беше секоја со НАТО. Разбирате. Таа Украина, која беше блиска со Русија, таа Украина ни помогна нас. Значи, источниот дел на Украина, прорускиот дел, тие ни помогна. Ова Украина со прст нема да мрдне за Македонија. Секогаш ќе беше на НАТО и ќе ги помагаше Косово и другите во однос на Македонија. Тоа да го расчистиме како прво. Второ, кога се распаѓаше кога во 1990 година се распаѓаше Советскиот сојуз, али кога почна процесот за обединување на Германија. Джеймс Бейкер, државниот секретар на Америка, и си во други линии, на Горбачов му рече: ви гарантирам дека НАТО нема ни за 1 милиметар да се шири према Руската Федерација. Што направија? Дојдо 90-те години, разбирате, се обедини Германија. Ама добро сега. Ама чекајте го сега. Немојте така. Не, така. Значи, ветувањата дека НАТО нема да се шири према Руската Федерација ги доби директно Горбачов, тоа се потврдени разговори. Ама независна држава, самостојна држава сама се залага, сака да стане дел од НАТО, комшијата вели не може. Добро. Како сега бугарите нас не викаат не може да бидеш ти дел од НАТО, ние ќе те бомбардираме тебе. Добро, клучно прашање поставивте. Значи Украина треба да бира дали ќе биде во НАТО или не, нели? Она сака. Значи треба таа да одлучува. А дали ние треба да одлучуваме кое име ќе го имаме? Така е. Ама не важи. Не важи тоа. Ни го смени името, така. Сами си го смените. Не го сменија, не пресилија, разбира. Сами го смениме, подпишавме, али го подпишавме доброволно, не доброволно. Со пиштол на челото. Иако тие беа донесени за таа цел. Значи правда нема. Е, сега ќе ви кажам зашто ова вашата теза дека Украина треба да одлучува дека не е во ред. Во 1962 година
Американците открија дека на Куба има руски ракети, советски ракети. Октомври 1962 година светот беше прв пат на работа од нуклеарна војна. Америка рече, не може да има руски, советски ракети на американската граница. Го спомнав еднаш Джефри, како му името, Джефри, не е Скот, него не е важно. Добро. И како се ика, и Кисичер го има кажано тоа на еден поблак начин, разбирате, доколку и Чесудовски, Джефри Сакс, Така? да, има кажано, доколку Руската Федерација се обидуваше да има своји воени бази во Мексико или во Венецуела, тие држави ќе беа уништени. Поради тоа што се на границата на Америка. Истото правило не може да не важи за Русија. Значи, формално правно, секоја држава треба да одлучуваш со кого и како ќе стапува во сојузи, ама, еве нашето име, не можеме да си одбереме името, затоа што други диктираат. Тоа е таму и на заници.